Петочно издание на регионалните вести. Во општина Тетово се одржа инфосесија каде беше презентиран проектот на Државниот фонд за иновации и технолошки развој, преку кој фирмите ќе имаат можност да добијат пари за развој на еколошки проекти. Во меѓувреме, граѓаните на Тетово дишат екстремно загаден воздух, а на терен не се спроведуваат никакви мерки за намалување на аерозагадувањето. Штетните честички во воздухот во Тетово секојдневно ги надминуваат дозволените граници, но на терен градските власти не преземаат конкретни мерки за намалување на аерозагадувањето. Сообраќајот е во целосен колапс, улиците и натаму не се чистат редовно, а се градат огромни зданија без контрола. Во меѓувреме за проблемот со загадениот воздух се заинтересираа приватните фирми во Тетово. Тие денеска присуствуваа на јавниот повик за финансирање на проекти на мали и средни претпријатија од областа на животната средина. Фирмите ќе имаат можност да добијат пари за развој на некој иновативен проект од областа на урбанизмот, инфраструктурата, сообраќајот кои доколку би се реализирале, би влијале на намалување на аерозагадувањето. На пример е зелен покрив. Или вертикал, или зеленило кое што фактички се поставува на самата фасада. Значи како пример давам само, решение кое што веќе да речем се практикуваат во западните земји. Или тип на решение на пример како што во моментот го оведува Лондон, а тоа е да сите оние кои што го користат централното градско подрачје со сопствено возило плаќаат дополнителна такса која што оди во посебен фонд од кој што се финансираат проекти за намалување. Значи сите тие решенија велам може да биде продукт како филтер, може да биде и услуга, меѓутоа може да биде методологија. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи го поздрави проектот кој го спроведува Државниот фонд за иновации и технолошки развој и покрај состојбата на терен. Таа смета дека општината работи на спроведување на мерки за намалување на аерозагадувањето. Најави дека се работи на долгорочни мерки. Ке видиме што побрзо да успееме да го ставиме во погон, значи јавниот сообраќај, што сметаме дека треба тоа да се одработи како еден проект и нормално поддржан проект. И другото, гасификацијата, што како што знаете во нашиот програм оваа година ќе се позанимаваме со проектната документација. Значи, краткорочните мерки може да дадат краткорочни резултати. Многу е важно да се работи долгорочно, за да можеме да постигнеме значи подобри резултати. Граѓаните на Тетово деновиве дишеа загаден воздух и до 5 пати повеќе од дозволеното. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари на денешниот брифинг со новинарите најави неколку новини во работењето и функционирањето на општината. Веде директори на училиштата ќе се поставуваат по предлог на самите колективи, додека одлуките во урбанизмот ќе се донесуваат со троен подпис. Одлучивме директорите да не ги избира градоначалник. Туку, јас си одам директно во колективот на сите училишта. Прво ќе почнам во Гостивар и не можам физички да стигнам по сите села. Меѓутоа, после тоа ќе продолжам и по селата. Меѓутоа, ќе почнам со градот. Понеделник почнувам со Исмаил Кемалија, вторник со гимназија, среда ќе видиме сигурно со економско и индустријско училиште, братство, Петро Јовановски. Значи сите училишта ќе барам од колективот да ми предложат 3 имена. И од 3 имена јас се верувам едниот ќе ги изберам за директор на училиштето. Например во урбанизам назначив тројца кои што ќе раководат. Едниот мора да биде формално шеф на сектор, меѓутоа сите одлуки ќе бидат со троен подпис. Значи Сефедин ќе биде како раководител и двајца Бекин и Панчо ќе бидат заедно со него. Ги имав тука и побарав од нив да направат се што треба, да ми кажат што се неправилностите во урбанизмот и сите одлуки да ги донесуваат заеднички. Со пригоден собир, положување цвеќе и едноминутно молчење, Гостивар им оддаде почит на 6-мината активисти од Народно-ослободителната војна, стрелани во пресрет на ослободувањето на градот во 44-та година. Настанот се одржа кај спомен плочата близу црквата на плоштадот, а го организираше општинскиот одбор на Сојузот на борци. Фашистичкиот окупатор и неговите домашни соработници, гледајќи ја својата пропаст пред ослободувањето на градот, Гостивар во знак на одмазда извршија погубување на група граѓани, активисти на народно-освободителната борба.
Во предвечерието, кога конечно се очекуваше ослободувањето на Македонија и градот Гостивар, без никакво судење и докажана вина, пред 73 години на место пред дворот на црквата, фашистичкиот окупатор ги застрела 6 наши сограѓани, активисти на народно-освободителната борба, и тоа Васил Печиновски, Израел Зафировски, Маренко Ѓорѓиевски, сите од село Бањица, Сократ Павловски од Гостивар, Павле Петрески од село Балиндол и Чиро Ристовски од Петово. На одбележувањето на овој значаен датум од нов присуствуваат членови на боречката организација и граѓани. Киднапиран 52 годишник од Жеровјане. Зетот добивал СМС пораки со барање за откуп. 33 годишен жител на тетовското село Боговиње вчера околу 18 часот пријавил грабнување на неговиот 52 годишен дедо од Жеровјане, кој претходно бил пријавен за исчезнат. На телефонот на пријавителот стигнале СМС пораки од засега непознати лица дека 52 годишникот и неговото возило наводно се задржани кај нив во Струга и дека нема да ги пуштат, односно вратат, додека не им дадат 4000 евра, но и дека тој повторно ќе им должи уште 4000 евра, информираат од СВР Тетово. Се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на сите поединости поврзани со пријавеното грабнување, односно кој, како, дали и зошто го извршил. 18 годишник повреден во сообраќајка во Гостивар. На автопатот Скопје-Тетово пак автомобил удрил во куче бездомник, кој неконтролирано се движело по коловозот. Во текот на вчерашниот ден се случиле две сообраќајни незгоди во Полог. Околу 22 часот и 30 минути на крстосницата на улиците Живко Брајковски и 101 во Гостивар се случила сообраќајка во која учествувале 3 патнички моторни возила со гостиварски регистерски таблици. Мерцедес управуван од 22 годишник, Опел Вектра што го управувал 33 годишник и Мерцедес управуван од 18 годишник, сите од Гостивар. Во незгодата 18 годишникот задобил телесни повреди, со медицинско возило пренесене во Гостиварската болница и покажаната помош пуштене на домашно лекување. Според првичните сознанија од увидот, причина за незгодата е непочитување на сообраќаен знак, додека вкупната материјална штета се проценува на 150.000 денари. Предходно, околу 17 часот на автопатот Скопје-Тетово патничко возило Мерцедес со гостиварски таблици, што го управувал 62 годишен гостиварец, удрило и усмртило куче бездомник кое неконтролирано се движело по коловозот, а поради необезбеден автопат. Од удирањето во животното нема повредени во возилото, додека причинетата материјална штета се проценува на 20.000 денари. Инаку полицијата продолжува со контролните активности на Тетовско-гостиварското подрачје. Вчера биле откриени над 70 на различни видови сообраќајни прекршоци, најмногу неприлагодена брзина, непочитување на сообраќајни знаци, но и управување без возачка дозвола, истечена регистрација, возачи почетници и друго. Констатираните прекршоци во овие активности заокружени се со 29 прекршочни и 43 мандатни платни налози, информираат од СВР Тетово. Учениците од 1 до 9 оделение од основното училиште Коста Рацин од Брвеница го доусовршуваат англискиот јазик преку волонтер од Америка, а во рамки на владината организација Мировен корпус. Покрај на изговорот и пишувањето, волонтерот со нив работи и на изучувањето на американската култура и традиција. Преку волонтерот Америка во рамки на американската владина организација Мировен корпус, учениците од основното училиште Коста Рацин од Брвеница го усовршуваат англискиот јазик и учат нови работи за американската култура и традиција. Паралелно со наставникот на часовите по англиски јазик со децата работи и волонтерот кој одблиску им помага во надградувањето на нивните знаења. Волонтерот е тука присутен 1 година и работи за усовршување на англискиот јазик. Значи помага во наставата, при изговор, комуникација, традицијата е прикажува од местото каде што доаѓа, инаку ни доаѓа таа од Америка, од Мисури,
Исто така, во наставни активности има по англиски јазик за време на летниот период, курсот по англиски јазик, а сега во тек е клубот по англиски јазик, исто така за усовршување на англискиот јазик. Што се однесува во однос на финансиите, од нивна страна е обезбедено, сите средства се обезбедени и плюс имаме ние бенефит од тоа, што значи дека сега во скоро време очекуваме да ни опремат еден кабинет по англиски јазик. Сега може тоа да биде катча, ние побаравме да биде кабинет. Дел ќе учествуваат тие, дел ќе учествува општината, за да опремиме една училница по англиски јазик. Вториот дел на проектот кој треба да се реализира е опремување на посебна просторија за изучување на англискиот јазик. Фатени се сите ученици, подрачното и централното училиште Костарацин, од прво до 9 оделение, и тоа представува еден новитет во однос на нашето училиште, бидејќи нашето училиште има тенденција кон тоа да биде отворено училиште за соработка, не само внатре помеѓу општинските училишта, туку и надвор од општинските училишта, така да учениците се разбира дека нова личност, нови размислувања, нови идеи, нови игри, нови зборови, волонтерот ги запознава со нивната култура, менталитетот од земјата каде што доаѓа, и ние сме многу задоволни што ете за прв пат во нашето училиште имаме таква можност да имаме еден волонтер по англиски јазик. Минатиот месец пак, како дел од програмата за корпоративно волонтирање на Евана Македонија, Евана волонтира, спроведена во соработка со Сдруженијето Конект, 16 волонтери од Евана Кетстетово со заеднички труд бојадиса 150 метри ограда од училишниот двор и заменија 30 светилки во училиштето. Во Централното училиште Костарацин во Брвеница и во подрачниот објект во Седларце учат вкупно 420 ученика. Од утре следува период на променливо време со врнежи и пат на температурите. Кон средината на следната недела, синоптичарите најавуваат и врнежи од снег на повисоките места. Како што најавува Управата за хидрометеоролошки работи, од утре следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Пообилни врнежи утре ќе има во западните и јужните делови од земјава, каде се очекува локално да наврнат над 25 литри на метар квадратен. На планините во северозападните делови ќе врне снег. Во недела и понеделник ќе дува умерен јужен ветер. Во недела ќе има и услови за утринска магла по одделни котлини. Во текот на утрешниот ден времето во земјава ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, кои што ќе бидат пообилни во западните и југозападните делови од земјата. Така и во Тетово и околината утре облачно со дожд, а ќе дува и слаб ветер од јужен правец. Утринската температура ќе се спушти до 7 степени, а дневната ќе достигне само до 9 степени. Во недела ќе биде променливо облачно, ќе има услови за сосема слаб локален дожд, а температурата ќе биде малку повисока во споредба со утрешната. Ќе дува умерен ветер од јужен правец. Од понеделник ќе имаме исто така локални врнежи со послаб интензитет, а нови пообилни врнежи повторно се очекуваат во вторник и во среда, кога и дневната температура ќе опадне и ќе предизвика на планините, како и на некои од повисоките места, врнежи од снег. Што се однесува до температурите во недела, значи се уште високи, во интервал од 10 до 18 степени, а постудено ќе биде кон средината на неделата, кога во Тетово и околината дневната температура ќе достигне до 10 степени. Пообилни врнежи повторно се очекуваат во вторник и среда, односно кон средината на следната недела ќе дојде до опаѓање на температурата, што ќе предизвика на планините и на некои повисоки места врнежите да преминуваат во снег, најавуваат синоптичарите. Од Евана Македонија известуваат за планирани исклучувања во дистрибутивната мрежа во Тетово и во повеќе населени места во Тетовско во текот на утрешниот ден. Од Евана Македонија известуваат дека заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, утре без снабдување ќе останат повеќе населени места.
Во периодот од 7:30 до 7:40 без струја ќе останат селата Раутинце, Јегуновце, Туденце, Подбреѓе, Јанчиште, Копанце, Прелюбиште. Од 6:30 до 7:30 медицинска пластика, село Жилче, село Сиричино, водна пумпа Порој, објектите во близина на железничката станица Тетово, селата Шемшово и Ратаe. Жан Моне не е замена за договорот на Пржино. Тој останува како што е, рече известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал на пресконференција по дводневниот престој во Скопје. Жан Моне диалог is not a substitution or Жан Моне диалогот не е замена или континуитет на договорот од Пржино. Тој останува како што е. Нашата цел не е да правиме амандмани на реформите на Прибе. Агендата за реформи е прифатена од македонската влада. We are not going within the Jean Monnet. Ние преку институтот Жан Моне нема да ги решаваме проблемите, туку тоа ќе биде само платформа за отворен разговор. Проблемите ќе се решаваат тука во собранието. Собранието е спремно и подготвено да ги следи сите препораки на Европската Унија и во тој контекст и да ги спроведе во целост сите тие препораки кои што според размислувањето, односно според оценката, сите тие препораки се во полза на нашите институции, на нашата држава и во полза на нашите граѓани. Нема да дозволам политички притисок врз судиите, а од нив ќе барам да работат согласно законите, изјави новоизбраниот председател на Основниот суд Скопје 1 Иван Џолев денеска по давањето свечена заклетва во Судскиот совет на Република Македонија. Ете изборот на председател на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Кривичниот суд во Скопје конечно се случи. И со самото тоа сметам дека не сме веќе да постојат оправдувања, ниту пак да постојат некакви алибија, доколку состојбите во тој суд не се поправат. Очекувам со помош на целиот колектив, мислам на судиите, на стручните соработници, на судската служба, дека тие состојби ќе се поправат. Делегираните од сите градови судиите вас? Што тука јас треба да одговорам, се извинувам. Прво би реагирал подобни или неподобни, од кој аспект, дали од ваш или од кој гледате, сите судии се судии, тоа го имам кажано многу пати и ќе го повторам. Значи нема подобни и неподобни, треба да се работи по устав и по закон. Единствено, така судиите можат да го зачуваат и својот личен интегритет, независноста и својата работа на крајот од краиштата. Подобни и неподобни можеме да видиме дома, а тоа на каква подобност или не, мислите, тоа не ме интересира. И пред законот, Сваровски синонимот, ако немало такви судии? Значи, тоа не е прашање кое што треба да го одговорам, сме го абсолвирали и сме го дискутирале повеќе пати. Председателката на каталонскиот парламент Карме Форкаде денеска е пуштена од притвор, откако плати кауција од 150.000 евра, соопшти Врховниот суд на Шпанија. Судија вчера одреди притвор за Форкадель и за уште 4 пратеници, а одлучи да им одреди кауција, кога се согласиле да се откажат од нивните политички активности или да се занимаваат со политика во состав со уставот на Шпанија. Јавниот обвинител ги товари за побуна и за злоупотреба на јавните средства, поради тоа што на 27 октомври учествувале во прогласувањето на Декларацијата за независност на Каталонија. 8 министри на распуштената влада на Каталонија се во притвор, додека сменетиот председател на Каталонија Карлес Пучдемон се наоѓа во Брисел, каде се обидува да избегне екстрадиција во Шпанија. Владата на Велика Британија одлучи законски да го фиксира точниот час и датум за излегувањето на земјата од Европската Унија. Кабинетот на премиерот Тереза Меј нуди амандман кој во моментов е на парламентарна процедура, наведувајќи дека на 29 март 2019 година, точно во 23 часот по Гринич, Брекзит ќе стане факт. Во Брисел почна 6-тиот круг разговори помеѓу Лондон и ЕУ.
Американскиот председател Доналд Трамп нема да се сретне со рускиот председател Владимир Путин на маргините на самитот на Југоисточна Азија во Виетнам, соопшти Белата куќа. Во врска со средбата со Путин никогаш не беше потврдено и нема да има никаква средба, изјави портпаролката на Белата куќа пред слетувањето на авионот на председателот Трамп во виетнамскиот град Данак. Таа сепак не исклучи дека двајцата председатели би можеле да имаат помалку официјална средба во Дан Анг или подоцна на Филипините, каде ќе учествуваат на друг регионален самит. Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека наводите за допинг програмата спонзорирана од руската држава се обид да се внесе незадоволство пред председателските избори во земјата. Извештаите на Светската антидопинг агенција ВАДА ги интензивираа наводите дека во Русија постоела државна допинг програма. До ова дојде откако од страна на лабораториски и безбедносни служби било утврдено дека руските спортисти биле допингувани за време на Олимписките игри во Сочи во 2014 година. Меѓународниот олимписки комитет кој ги испитува овие наоди им забрани на повеќемина руски скијачи и други спортисти доживотно учество на Олимписките игри поради прекршување на допинг правилата во Сочи. Путин, кој се очекува да се кандидира и да победи на председателските избори, изјави дека влијанието на Соединетите држави врз меѓународните спортски организации би можело да има штетен ефект врз Русија. Денес имавме сончево време со умерена облачност. По одделни котлини имаше магла и ниска облачност. Утринските температури се движеа од 3 до 7, а дневните од 8 до 14 степени. Утре не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд и со слаб до умерен југоисточен ветер. Нешто пообилни врнежи се очекуваат во текот на ноќта и тоа во западните делови. Утринските температури ќе се движат од 3 до 5, а дневните од 6 до 10 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.